длабоко втишувам во себе и својата душа како едно. Кој диши? Јас. А кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го здивот. Јас сум здив и енергија. Музика на душата. Танго ритам. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Зашто насловот на книгата Свест се разликува од твојот канал на YouTube, каде насловот е свест, енергија и илузија. Свест и енергија е изворен суверенитет. Многу, брате, филозофираш. Ајде, биди појасен. Спусти се да можам да те разберам. Јас сум родител. Не го познам својот изворен суверенитет, не знам себе си, а све знам за моите манифестации, за моите илузии. Све знам за илузорниот живот, за релативниот живот. Наметнат како програм на идеален човек од масовната свест. Кој ми дал право, без да се познам себе си и својот изворен суверенитет, да наметнувам програми на моите деца, на моите внуци, врз основа на мојот лажен идентитет. 72 година, релативно многу рано, не постоеше дигитрон. Мојата дипломска работа на граѓевина беше работена со шибер. Технолошкиот развој толку брзо напредува да се створи огромен технолошки јаз меѓу мене и моите внуци. Тие баратаат со компјутери, со мобилни телефони, со познавање на англиски јазик. А ја давам совети од мојата условеност, која ја обожавам. Зашто? Затоа што не знам кој сум. А знам све за себе. Знам дека сум дедо и дека треба да бидам идеален дедо. Што подразбира тоа? Да наметнам свој условен програм. А што значи тоа? Тоа значи водството на душата на мојот внук треба да биде заменета со водство на овај дедо пред вас, кој ги наметнува своите условени програми. А што ако родителот е алкохоличар и ја тепа својата жена? Како ќе биде програмиран неговото дете? Мислата е условеност и мислата е почетот на мислење. Мислењето е манифестација на знаење. Знаење е идентификација на измислен, непостоечи збор. Збор е објект.
како збор објект. За да функционира релативниот свет, ние мора да воведеме време и простор. За да се разбираме, мора да воведеме јазик. И од тука, ако ние се идентификуваме со релативниот свет, се идентификуваме со мислата. Мислата е како сенка без субстанца. Но кога се идентификуваме со мислата, јас сум дедо, јас сум татко, јас сум инженер, јас сум то, мислата се субституира, материализира и мери. И ние формираме собствен микрокосмос. Од собствениот микрокосмос настануваат проблемите. Како? Па, ево вие што ме гледате. Паш ти. Јас сум ти. Со изворниот суверенитет. Нашиот изворен суверенитет е исти. А тој е јас сум свест и енергија. Јас сум креатор како свест на енергијата и активатор на енергијата. Тоа ќе го обработуваме во некој посебно видео. А што е илузорниот идентитет? Релативниот свет наметнат од масовната свест. Дали кога усвојам идентификација со мислата, јас сум дедо, значи тоа дека јас морам да бидам идеален дедо. Во релативниот свет, да. А што значи тоа? Тоа значи, по моите програми, внесени од масовната свест за идеален дедо, јас постапувам према тој програм и тука нема ништо спорно. А дали е тоа прифатливо за мојот внук? Ја барам она што го знам. А он, односно тој, е програмиран и обожава компјутерска техника. А ја немам појма. Нели доаѓа до сукоп, нели настанува проблем? А што е проблем? Па проблем е моето очекување од неговото однесување. Ја очекувам да се однесува тој како ја мислам, а тој се однесува онака како тој сака. Ја покушавам да го проверам. Не можам. Па што е проблем? Па проблемот е моето очекување. Па што треба да направам? Па промени го твоето очекување. Препушти го водството на неговата душа, да го води неговата душа. Кој си ти да го водиш? Па стварно без замисли. Значи ја немам право да се однесувам со него. Имаш право, меѓутоа ти имаш свој микрокосмос, он има свој микрокосмос. Само еден дел од твојот микрокосмос и кај него. Ако го поделиме тоа на објект и субјект, што значи тоа? Субјект е целокупното знаење за објектот. Значи јас, како субјект, во себе го имам целокупното знаење за мој внук. И обратно, тој го има целокупното знаење за свој дедо. А понатака, а другиот дел од масовната свест, кога почнеме да комуницираме, зашто одеднаш се ствара негативни вибрации? Затоа што комуницираме со монодрама. Не може да има комуникација без афинитет. А афинитетот се ствара врз база на тоа што моето очекување не се исполнува. Ја комшијата не го поднесувам. Зашто? Затоа што не го исполнува моето очекување. Па кој е твоето очекување? Па тоа што сум програмиран. Па зашто тој да го исполнува твоето очекување? Без заплетка, самиот функција се заплетка тука. И што се? Комуникација помеѓу два илузорни
ентитет. Подразбира монодрама. Ние не се слушаме што збориме. Па зашто е свето тоа? Се додека ние него совладаме, него дознаеме, него почувствуваме, изворниот суверенитет, ние не можеме да комуницираме осем од монодрама. И од тука се проблемите во светот огромни. Секој го држи својот став, својот програм. Имав пример порано, или во некој видео, за фактот. Што е крава? Крава во некои делови на Индија е програмирана како светиња. Во местната индустрија на Запад е сировина за местната индустрија. А кравата е факт. А што е кравата факт? Па електронски гоблен. Па ти збори се за квантна наука, па да. Па како твојот внук не знае квантна наука? И ти се наметнува сенсото, тој не те слуша. И што? Значи, проблемот кај е? Па проблемот е кај мене, бе, брате. Кај тебе, ти што ме гледаш. И немај да го малтретираш ни детето, ни внукот, ни... А што треба да направи? Па дај прво реши си го проблемот внатре на себе. Таа е твоја енергија. Внукот е твоја енергија. Во твојот микрокосмос. А квантната наука докажа. Нема ни една частичка од двојно тоталитет. Ние сме едно, да, ама на изворниот суверенитет. А како се одвојме? Па зато викам илузија. Од тука доаѓа тоа свест илузија. Доста е за денес. Сега ставиме следното.